Чест ми е да посакам добар ден и добро дојдовте на сите наши гледачи кои што во овој добро веќе познат термин се надевам се заедно со нас на фреквенцијата на телевизија Алфа. Го стартуваме и денешното издание на емисијата Добар ден, се со цел да отвориме теми кои што вам ви се значени, да помогнеме во оној процес на едукација, да дадеме совети, се разбира сето тоа со моите гости кои што се компетентни да говорат на оние теми кои ги избираме, повторно ќе речам затоа што се од интерес за пошироката јавност. Се разбира дека оно што ни се случува со пандемијата и нашето генерално променето секојдневие е овде и имаме многу предизвици, нешто со кои што секој од нас нели е тука да се справи, да се носи, понатаму да продолжи успешно да функционира. Но денес одлучивме да зборуваме за тема поврзана со лицата кои што имаат било какви кардиоваскуларни проблеми или заболувања, заради тоа што тие се една нели посебна категорија која што на веројатно соодветен начин и треба да се носи со сето она што ни го донесе и пандемијата. Се разбира, сите имаме променети правила, сите имаме начини како да се заштитиме и превенираме дополнителни проблеми. Сите сакаме на соодветен начин да се храниме и да одржуваме нашата добра форма, меѓутоа пак ќе кажам, стручните лица се оние кои што ни ги даваат најдобрите и најсоодветни насоки како се ова да го правиме. Затоа ми е чест и задоволство да им посакам добре дојде и на моите денешни гости во студиото. Со нас доктор Снежана Бонгард-Мешковска, која што е специјалист кардиолог и е дел од стручниот тим на Ачибадем Систина. Добро ни дојдовте, вие сте за прв пат моја гостинка и навистина ми е драго што ја прифативте поканата. Добар ден и драго ми е што ме повикавте да зборувам за оваа актуелна тема денеска, која што сметам дека ќе добро ќе поминеме и ќе помогнеме на нашите пациенти, барем за основните работи. Ви благодарам уште еднаш и со нас е господинот Сашко Дрвашански, нутриционист. Јас велам секој пат расположен своето знаење, својата стручност да ја сподели со јавноста и се разбира и со оние кои што лично ќе го побараат тоа. Добро дојдовте. Добар ден и поздрав до гледачите на ТВ Алфа. Пред да навлеземе во оние стручни нели разговори, коментари и насоки кои што ќе ми ги дадете, сакам и лично да ве прашам, еве од докторката ќе започнам. Променетото секојдневие е за сите, така вие сте во на професија која што знаеме добро, првите редови, кога е во прашање барањето спас, барањето помош, која што ни е потребна. Се променили многу и вашето секојдневие? Како се сноѓате со овие нови правила што важат за сите? Секојдневието се промени на сите луѓе во светот. Се промени многу на здравствените работници и се промени многу за пациентите. Пред се ние продолжуваме да се адаптираме на новонастанатата ситуација и да ги преминуваме преку препораките од Светската здравствена организација пред се за кардиоваскуларните пациенти, да учествуваме во секојдневието онака како што се бара од нас и да помогнеме на сите што таа помош ја бараат. Да, реков мора да се носиме на најдобар можен начин, но важно е за тоа и да се едуцираме. Сашко, што вели и вашето искуство, реков тука се луѓето кои сакаат, имаат потреба од консултации, како ви се одвива и работата и секојдневието? Па во последните неколку месеци повеќе онлайн, односно по пат на електронска комуникација и во принцип е зачестена потребата и комуникацијата на оние луѓе кои што можеби до пред некој месец не биле толку свесни за здравјето и за својата здравствена состојба. Сега се наоѓаат дека се во одредени ризични групи, па бараат уште повеќе, да кажеме, совети или генерални совети во насока на како со помош на исхраната да го одржат добриот имунитет или во однос на специфичните здравствени состојби кои што ги имаат. Исполнето и динамично секојдневие, лично мене во мојот начин на живот, би кажал многу мали промени и одредени адаптации, можеби одредени активности што се правени надвор, сега најдов начин како да ги правам дома, меѓутоа со, да речем, истата динамика и лично за себе можам да кажам нели одговорно дека сето она што е сочинува мојата исхрана ми беше важно, без разлика на сите нели вонредни мерки и новонастанатата состојба, да се погрижам да обезбедам, знаејќи дека нели каква улога има тоа на моето здравје. Да, тоа е многу интересна тема и многу широка тема. Јас и нели настрана од камерите знаев да ви речам, ќе внимава човек и ќе биде дисциплиниран, меѓутоа една мала грешка која што се ја занемарува може да значи многу, така што да, треба труд и енергија за да бидеме дисциплинирани до крај. Да позборуваме за категоријата на лица кои што се соочуваат
со кардиоваскуларни проблеми. Во каква ситуација практично тие во моментов се наоѓаат? Дали дефинитивно може да се каже дека се помеѓу позагрозените во споредба со оние кои што можеби немаат или имаат друг тип? Да. Веќе дефинитивно студиите потврдија дека пациентите со кардиоваскуларна болест се високо ризични за инфекција од коронавирусот. Од кардиоваскуларните пациенти се секако пациентите кои што имаат покачен крвен притисок, пациентите кои што имаат било каков облик на претходна коронарна или кардиоваскуларна болест во смисол на миокарден инфаркт, срцева слабост, пациентите со аритмии на срцето се во групата на високоризични пациенти. Овој висок ризик за лош исход при инфекција со коронавирусот е пред се заради тоа што самиот вирус предизвикува одредени промени во кардиоваскуларниот систем кои што од своја страна доведуваат до потенцирање на основната болест или пак појава на одреден тип на болест кај пациент кој што има ризик за истата. Тоа се однесува пред се на тоа што самиот вирус преку одредени механизми предизвикува зголемена коагулабилност на крвта во организмот, значи предизвикува една така наречена хиперкоагулабилна состојба, која исто така е зголемена кај кардиоваскуларните пациенти. Така што овие пациенти се веќе во хиперкоагулабилна состојба и плюс кога ќе се заболат од коронавирус инфекција или пнеумонија, тој момент се потенцира уште повеќе и тогаш се склони да развијат едно акутно кардиоваскуларно заболување, кое што може да биде, например, акутен миокарден инфаркт, акутна исхемија на ногата, например, може да биде мозочен удар, но пред се може да биде и венска тромбоза, која што ќе се манифестира со длабока венска тромбоза, со плуќна емболија, со венски тромбоемболизам, кој што понатаму е директно одговорен за лош исход од овој тип на инфекција. Едно следно прашање би било, например, како овие пациенти кои што имаат кардиоваскуларна болест и кои што се лекуваат, кога ќе заболат од коронавирус, ја влошуваат значајно својата состојба и како евентуално би се заштитиле за да тоа не се случи. Тоа мислам дека е основното прашање на денешната емисија. Точно така. Важно ни е и секој пат сакаме да слушаме, да повторуваме и да се едуцираме плюс и плюс како да се заштитиме пред се, за да не бидеме во ситуација да го решаваме проблемот доколку е возможно. Така. Па еве тоа би се однесувало пред се на тоа на третманот, на лекувањето на овие пациенти. Значи, основно е дека пациентите кои што имаат кардиоваскуларна болест мораат да продолжат со своето лекување. Постоја многу контраверзи во почетокот на оваа година околу тоа дали пациентите кои што примаат одредени лекови против покачен крвен притисок треба да ги стопираат или да ги зголемат, заради тоа што наводно при вирусната инфекција одредени рецептори се активираат или не. И имаше разни дискусии околу тоа. Јас чисто пати добивав прашања по телефон од моите пациенти, па да го примам ли тој лек, да не го примам тој лек, па што да правам, па со кој да го заменам и така натаму. Но еве веќе од Европското кардиолошко здружение излегоа препораките на 17 јуни, кои што укажуваат на тоа дека пациентите мораат да го продолжат својот третман, па дури и со лековите кои што се однесуваат конкретно на делување на одредени рецептори во организмот, бидејќи ковид инфекцијата не се изведува преку истиот тип, но не преку истиот рецептор. Значи, постојат такви 1 и 2 група на рецептори, значи не се изведува на ист начин. Така да многу е битно пациентите да продолжат со својот третман. Третманот е едниот момент, а заштитата е можеби најважниот момент за која веројатно ќе дискутираме повеќе. И исто така и зголемување на третманот за превенција од лош исход при ковид инфекција. Веројатно се тоа моменти кои што мислам треба да ги потенцираме. Ќе ги потенцираме, се разбира и ќе го слушнеме вашето стручно мислење. Кажавте една многу важна работа, а тоа е комуникацијата помеѓу пациентите со вас, односно со лицата кои што и до тогаш се запознаени со нивната здравствена состојба. Во овој момент имаме достапност на голем број на информации, меѓутоа
тоа не е исто со моментот кога одиме кај стручните лица директно да не посоветуваат, така? Да позборуваме малку за исхраната. Знаете да ни биде можеби недобриот сојузник кога е во прашање одржување на нашето здравје и имунитет, од друга страна знае да биде непријател во случај кога сме недисциплинирани или не внимаваме. Дали овие нови услови на пандемија ги менуваат, ајде да речем, правилата кои важеа за една добра исхрана, која што пак ќе кажам не е сојузник? Има ли нешто што се менува во тој концепт наречен правилна, здрава, добра исхрана? Најнапред да кажам дека здравата исхрана всушност представува исхрана со која што се внесува комбинација на храна, односно хранбени намирници, кои што треба во целост или оптимално да ги обезбедат нутритивните или метаболните потреби на човечкиот организам, односно во целост да овозможат правилна функција на сите органи и органски системи и во контекст на разговорот правилна функција на кардиоваскуларниот систем, одржување на имунитетот и така натаму. И од тој аспект здравата исхрана пред и во тек сега на пандемијата со COVID-19 е иста и она што е променето што заради можеби наметнатите состојби кои што беа да кажеме пред 1 до 2 месеци кај луѓето се создаде одредена паника и едноставно повеќе се фокусира на, да речеме, набавка на храна, што значи некакво преживување, наместо оние кои што биле свесни, да кажеме, за тоа, наместо да си продолжат со здравата исхрана, односно со начинот на исхрана кој што дотегаш го имале, кој што им бил препорачан од страна на докторот или нутриционисти така. Здравата исхрана не би требало да се промени и во дадениот случај таа само може да помогне преку тој внес, оптимален внес на нутриенти кои што еве сега веќе како што напомени докторката, веќе излегуваат научни трудови и студии кои што прават некои анализи од состојбата на оние популации кои што биле заболени, од некои, да кажеме, нутриенти кои што биле користени како додаток на исхраната комплементарно во самите терапии, кои што потврдуваат, кои што можат да помогнат во одржување на имунитетот и во таа насока, значи, здравата исхрана треба и така да ги вклучи тие. И сметам дека сите оние кои што имале, внимавале на исхраната, биле свесни за улогата и значењето на исхраната во одржување на здравјето, целокупното здравје на организмот и конкретно имунитетот, и сега продолжиле на ист начин да внимаваат на се она што го внесуваат, се во една предност во насока на одржување на добар имунитет и одржување на добро севкупно психофизичко здравје. Да, споменавте, јас сакав малку понатаму да отворам таа тема, но веќе споменавте можеби паниката која што ни се случи во одреден момент, дека треба да сме затворени, дека што ќе се случува, ќе имали доволно храна и така натаму. Можеби до некаде оправдано дека инстинктивно реагираме. Меѓутоа, кои беа тие можеби неголеми грешки што вие ги забележавте дека се случуваат во маркетите во таа, ајде да речам, трка да се набават намирници за домот? Па сметам дека постојаа доста грешки. Од една страна можеби разбирливо е заради таа вонредна ситуација која што се наметна на граѓаните, тој некој страв, тие некои информации кои што колку позитивни, можеби и негативни, и самите медиуми придонесоа, нели, за да се создаде тој страф и паника, и се случија на неколку наврати во период од повеќе недели на почетокот да гледаме, јас лично да сведочам за празни рафтови во супермаркетите, но она што беше интересно во суштина беа празни рафтовите за брашното, и тоа белото брашно, шекерот, маслото, тестенините. И сега тоа е една по мене голема грешка, да стануваше збор за некаква елементарна непогода во која што навистина ние немаме можност ни да подготвуваме храна и навистина, нели, во едни услови на преживување сме ставени. Најважно е да се внесе било каква храна за да се задоволат основните метаболни потреби на организмот. Меѓутоа, разбирајќи ја и економската ситуација на граѓаните, ова само покажува во суштина дека нивото на свесност и едукацијата за генерално улогата на исхраната во одржување на здравјето и во превенцијата на болестите е на многу ниско ниво, затоа што наместо тие рафинирани продукти, бели брашна, шекерот, тестенините, практично со иста цена се и исто спакувани производи кои што имаат долг рок на траење, да се купеа цели житни зрна или мешунките, граф, леќа. А во ниеден момент немаше недостаток од истите, тоа покажува дека луѓето нив не ги купувале, кои што можат многу лесно да се чуваат и да се складираат, а кои што во таква интегрална форма
се многу по нутритивни и добри за организмот, посебно ако зборуваме во контекст на кардиоваскуларните болести, брашната и пецивата кои што нели сите ги наполни залихите дома во случај нели да не може да се набави храна, ете ке месиме лепи ке имаме. Да, тоа како основен прехранбен продукт нормално се користи во исхраната, меѓутоа сепак велам генерално белите брашна тоа е доминантно скробен продукт на крајот на дигестијата, тоа значи повторно само внес на гликоза, премногу шекери, рафинирани маслова, кои што не се добри за лицата со кардиоваскуларни болести и генерално нутритивно многу слаби за целокупната популација. Многу повеќе беа испразнети паштетите и некакви преработки, наместо еве чисто едноставен пример конзервите со риба, кои што слична нутритивна од аспект протеин како внес, меѓутоа рибата, особено оние мали риби, сардини, како извор покрај на протеини и на добри омега-3 масни киселини и така натаму, и дури и како на зеленчукот да се забореви, иако тоа беше се уште рана пролет, кога можеби пазарите не беа толку полни како сега што имаме, меѓутоа во секој период на годината има доволно зеленчуци и тогаш доволно трупки, да кажеме, цвеко, моркови, блитва и така натаму, кои што не содржат можеби макронутриенти и нема да не заситат, меѓутоа се многу важни со оние микронутриенти, минерали, витамини, антиоксиданти, кои што исто така и во комуникација со клиентите и пријателите гледам дека некако беа заборавени, фокусот беше на оние намирници кои што така заситуваат. Знаеме, сите бевме сведоци дека е вистина ова што го спомнавте. Ќе даде и докторката, се разбира, свој коментар и за улогата на исхраната и за оно што генерално и вие лично на вашите пациенти им го препорачувавте во оној дел што се нарекува заштита, внимавање во текот на секојдневието и така натаму. Значи во овој период што според вас беше исправно луѓето кои имаат ваков тип на потешкоти или проблеми да го применуваат во секојдневието? Возможно ли е правилно да организираме нашата исхрана, да имаме доволно физичка активност кога знаеме дека бевме во карантин и така натаму? Мислам дека се е возможно. Треба само желба и можности да тоа се направи, нели? Она што јас го евидентирав беше жалба и од пациентите и од луѓето воопшто, сите се здебеливме, седејќи дома, нема спорт, само јадеме, не се движиме и така натаму. И тоа беше вака често слушано во периодот кога постоеше рестрикција на движењето, но токму тука треба да кажам и да кажеме и да потенцираме дека можно е да се примени исхрана која што е соодветна за кардиоваскуларното здравје, а тоа е да се избегнува скроп, шекери и масла кои што се нездрави, и дека е можно да се спортува и покрај тоа што не можеме да излеземе надвор. Значи, телемедицината и веќе соработката со компјутерот станува основен начин на живење во денешно време во светот и во Македонија. На компјутерот ќе најдеме најразлични секакви програми кои што ќе не едуцираат како да спортуваме и во услови на затвореност и на седење дома и кои што се соодветни на одреден тип на кардиоваскуларен проблем. Понатаму, луѓето кои што имаат градина можат слободно, нели, што се повеќе да се занимаваат со градинарство. Јас мислам дека приготвив тука една нова илустрација, веќе ги препорака од Европското здружение, кај што градинарството представува еден многу добар начин и за психичкото здравје на пациентот и на човекот воопшто и за физичката негова активност. Правењето на вежби со седење во вид на јога или друг тип на вежби на длабоко дишење и на правилно дишење се исто така многу важни. А со правењето на тие вежби можеме и многу брзо да открие пациентот дали нешто се случува со него. Значи, првиот симптом на корона пнеумонијата е едно отежнато дишење и еден недостиг на воздух, така да доколку кардиоваскуларниот болен прави вежби на дишење, првата промена ќе ја почувствува токму преку проблем или промена што се случува во тек на тој тип на вежба. Така да и покрај тоа што ние на нашите пациенти им препорачуваме движење физичко на отворено,
и тоа е една од најважните кардиоваскуларни вежби и возењето на точак. Во услови кога тоа не е можно, секогаш има можност Алтернатива, да се спортува. Јас само би дополнил, навистина ми е драго и јас знам дека секогаш докторите и кардиолозите посебно, навистина како дел од препораките, како дел од терапијата го препорачуваат дали е тоа пешачењето, возењето точак, односно таа задолжителна физичка активност. И кога тоа ќе дојде како препорака од страна на докторот, генерално и со тие клиенти со кои што јас работам, навистина тие доследно ги почитуваат препораките, си ги вметнуваат во нивното секојдневие, во секојдневниот ритам и ги применуваат. Меѓутоа и кај нив, сега кога се случи таа вонредна состојба и затварањето дома, повторно, нели, ако јас не можам истата стара рутина да ја правам сум пешачев во парк или некако, испадна луѓето не ги прекинаа тие нивни рутини. Може би токму затоа тука, како и во однос на информирањето за терапијата, што рековте дека треба да се продолжи, може би исто толку важно и дека треба да најдат начин, да бидат креативни и да најдат начин дома или во домот ете градината, да продолжат со тие вежби, затоа што повторно е доволјата и тука е пак би истакнал до можеби нивото на свест дека јас ако не можам во таа форма да ја правам, сепак можам на друг начин. За жал, знам многу луѓе кои што ете и мене ми се обратиле, ама јас пешачев, ама сега не можам. И сега, нели, а во принцип многу е достапно преку интернет и од друга страна ме радува тоа што голем број на лица побараа во однос на оние физички активности кои што ги правеле во йога студио, во теретана и кои не можеа сега да отидат директно физички тамо, веднаш онлайн се организираат такви часови. Меѓутоа, тоа е една популација која што е многу посвесна за здравиот начин на живот и на исхрана целокупно, но кардиоваскуларните болни може би се тоа нели повозрасна малку популација, но докторката убаво кажа, секогаш постои можност, веќе компјутерите се секојдневие и не мора ни компјутер на мобилен телефон може да се видат. Само се работи за свесноста и таа активност не значи цел ден да се зафати со таква активност, меѓутоа секогаш има во текот на денот можност и е многу важно да се најде тоа време за таа физичка активност. Што го кажи, баш ми е драго ве прв пат гледам вака дека всушност за жал некако луѓето нели си ги врзуваат, ама мене ми рекоа да пешачам на пример. Иако има луѓе што ја знам еве и во дворот се вртеа кругчиња, што беше на интернет интересна информација пред неколку недели, жена една баш повозрасна во незините 70 години, ослабнава не знам колку килограми, точно вртева кругови околу масата во дневната, бидејќи нема во каде, меѓутоа одржувањето на физичката активност не се откажала, практично го задржала континуитетот. Ете убав пример за. Јас би надополнила уште малку, сметам дека едукацијата на пациентите е многу важна. Она што јас го приметив во текот на изминативе месеци кога веќе живееме со оваа болест, е дека помалку пациенти доаѓаа за консултација во здравствените установи. Првото беше мерките за рестрикција кои што беа присутни, а второ и стравот дека пациентот можеби ќе се разболи во некоја здравствена установа, бидејќи тука доаѓаат сите пациенти, па може да имаме и повисок степен на зараза. Тоа можеби е точно од една страна, но од друга страна многу е важна едукацијата на кардиоваскуларните пациенти по однос на начин на исхрана, по однос на спортот и по однос на примањето на лековите во овие конкретни услови. Сметам дека ако постои страв да се дојде на лекар, дека мора да се даде друга можност, да се допре до болниот, до пациентот, на било кој начин и да му се помогне. Телемедицината е денеска, нели, ја спомнав еднаш, развиена во светот, веќе сите консултации во светот се вршат преку телефони, преку екран, преку Skype и други возможности. Мислам дека во Македонија тоа е уште на понизок степен на развој, а треба да се работи на тоа. Тоа е едното, а второто и преку медиумите. Преоптоварени сме со овие медиумски информации за избори, за се лоши работи, се што се случува, а на човекот му треба една обична помош да му се покаже кој тип на вежба треба да ја прави. Сметам дека самите медиуми треба веќе да почнат да поставуваат емисии на телевизија кои што се наменети за одредена популација на луѓето, да им се помогне во овие услови да се адаптираат. Бидејќи она што јас го имам, моето долгогодишно искуство во медицината, е дека пациентот сака да му кажеш, сака да го слушне. Значи не е само да види, јас прочитав, видов, па вака треба да постапам и така треба, и тоа е добро,
сака да му биде тоа кажано. Така да едукацијата е многу важен момент во овие тешки времиња, кога на сите ни постои опасност од инфекција и од зараза, а за овие пациенти кои што се со висок ризик и со можност од лош исход, многу е важно да им се помогне. И не треба тие да ја бараат секогаш помошта. Треба да им биде ние да им подостапна. ја дадеме на начин кој што е возможен во дадените услови. Сакам само уште малку околу она што го рековте за информациите кои во најголема мера ги гледаме и ни се сервираат. Овде има едно поле кое што вели избегнување на негативна енергија и негативни информации. Апсолутно. Мислите дека и тоа е возможно да го направиме ако имаме една добра лична селекција, дека ако е нешто со негативен контекст, тогаш не морам ниту да го гледам, ниту да го слушам. Да, еве јас Не само во медиумите, и лично, нели? Да, и пошироко малку ќе навлезам на тој проблем, на таа тема, е дека кардиоваскуларните пациенти, значи, имаат ризик за развој на болест не само заради директно влијание на вирусот врз васкуларните промени кои што настануваат во организмот, а тоа е, како што кажав, основно е хиперкоагулабилност на крвта и понатаму се што таа носи, туку и стресот. Стресот е еден од најважните, од второважните моменти, кој што е директна причина за лош исход кај пациенти кои што имаат болест и кои што ќе заболат истовремено и од ковид пнеумонија. Стресот кој го предизвикува? Па најмногу медиумите. Најмногу медиумите, вестите се исполнети со лоши случаи и па дури и овие здравствени организации кои што донесуваат лоши вести, толку умрени, толку заболени, во светот се умира страшно, тоа предизвикува голем стрес кај нас здравите луѓе. Тоа уште поголем кај болните луѓе. Тој болниот си вели јас ако излезам надвор ќе умрам. Што не е точно. Го фаќа ако паника. е добро заштитен, нема да се заболи. Така да и тука едукацијата треба да помогне. Многу важно, јас само сакав да надополнам, веќе само пред неколку недели излезе и научен труд, сега да не го цитирам детално, кој што точно укажува дека лицата кои што биле примени во болниците со многу високи нивоа на кортизол, што им биле мерени, што е хормонот на стрес, така просто да кажеме, имале многу поголем ризик и многу поголема стапка на компликации, разни компликации од болеста, па и фатален исход. Точно при самиот прием, значи луѓе кои што биле во една навистина сериозна состојба под голем стрес, што како што кажа докторката кај кардиоваскуларните е најдиректно засегнато и директно самиот стрес манифестира одма механизми со кои што директно влијае на нарушување на функцијата на кардиоваскуларниот систем. Јас еве како пример ќе кажам на моите сите блиските им кажувам, бидејќи од друга страна постои таа желба сега да бидат информирани. Да, но доволно е еднаш во денот едни вести да се изгледаат, ќе се слушне добро. Денешната состојба ете која е, како нова информација, но во принцип стана следењето на медиумите од утро до вечер, следење на информации, чекај сега во следните вести да не има нешто ново, нешто посериозно, колку мртви и така натаму, и тоа е значи цел ден една психоза и стрес на организмот кој што кај кардиоваскуларните може да биде многу посериозно. Таа си предизвика други. Морам да прашам, има и такви кои што нели уште еве да речеме со убедувањата дека вирусот не постои, дека нема потреба да носам маска и така натаму, нема да не навлегувам во личното право на избор и став, апсолутно. Меѓутоа другата крајност, ајде да речеме, се луѓе кои што буквално ги прават сите можни напори, да не речам и повеќе од тоа, се со цел да се заштитат, да ја подобрат својата здравствена слика и во центарот на вниманието да го појачаат својот имунитет. Можно ли и тука да направиме грешки во таа желба за инстант покачување или подобрување на состојбата на имунитетот, па наеднаш почнуваме да посегнуваме по намирници кои што знаеме дека важат за здрави или со позитивни вредности, па сакаме да ги вметнеме, по некој пат посегнуваме и по суплементи или додатоци во исхраната и така натаму. Како во тој поглед сметате дека стојат нештата? Грешка може да се направи секако. Јас велам дека може би една добра работа што излегува и ќе излезе од целата пандемија е сепак таа ќе го промени, особено еве во нашата држава, по моје видување, ќе го промени начинот и ставот на луѓето и грижата кон сопственото здравје. Многу често дево од луѓето здравјето го земаат здраво за готово и нели тоа што во моментот можеби не чувствуваат никаква болка или тие не ја перципираат болката или некаква нефункционалност, не значи дека тие се во оптимална здравствена состојба.
И сега со наметната ситуација многу луѓе станаа посамосвесни и загрижени за своето здравје. Тоа чисто од тој аспект дека треба ние да бидеме свесни и да се грижиме да го одржуваме здравјето постојано, не да дочекаме болест да се случи, е многу важно. Но постојат и такви кои што, ете, како што рекавте, на инстант начин сакаат, доколку станува збор за збогатување на исхраната, може би лица кои што дотогаш не внимавале на тоа што внесуваат, иако ги имале тие информации, сега доколку прават промени во насока на збогатување, внесна повеќе овоше, зеленчук, внесна повеќе антиоксиданти, сметам дека тоа е многу добре дојдено и практично не може никакви негативни ефекти од тој аспект да има, бидејќи станува збор за, значи, проширување на исхраната со продукти кои што содржат многу микронутриенти, минерали, витамини, антиоксиданти, елементи потребни за имуниот систем. Практично имуниот систем ние треба постојано да го одржуваме и редовно со исхраната да ги внесуваме тие некои минерали и витамини кои што, да кажеме, се потребни. Од друга страна, во дадените услови внесот на одредени додатоци исто така може да биде добре дојден и е добре дојден по мене, меѓутоа сепак додатоци на исхраната кои што ќе бидат препорачани од страна на стручен нутриционист, од страна на доктор, затоа што има премногу додатоци што постојат на пазарот, премногу фитоелементи, а од друга страна имуниот систем е еден многу комплексен систем, тоа верувам и докторката многу побаво може да го објасни, составен од повеќе сегменти кои што имаат различна функција, бидејќи имуниот систем се занимава и со уништување на патогените микроорганизми, бактерии или вируси, но и има и антиоксидативно дејство, и детоксикацијско, и обнова на клетките, инфламаторен одговор, многу сегменти. И сега не е туку така, ние сега за имунитет кога ќе се каже 20 различни суплементи, дај да имам или било која комбинација. Или било кој, да. Тоа треба да се направи по препорака. Јас сметам дека во услови кога се појави кризата некаде почетокот на март, кога се уште сонцето не ни беше доволно достапно, витаминот Д како додаток, јас лично го препорачував и сметам дека беше важно да се земе генерално како додаток, бидејќи не бевме во можност, за разлика од сега во летото, природно да го создадеме во организмот со помош на сонцето. Од друга страна, исто така се појавија доста студии и анализи од Кина, од Италија, кои што исто така укажаа дека лица кои што имаат ниски нивоа на витамин Д, дека имаат многу поголем ризик и развивале многу повеќе компликации отколку лица кои што биле со добро ниво на витамин Д, така што еве тој како додаток можеби, пак ќе кажам, по препорака на доктор или нутриционист, меѓутоа секако беше добре дојден. Постојат и некои други кои што можеби се добре дојдени, меѓутоа на своја рака земањето на многу елементи, мислам фитоелементи или додатоци на исхраната за подобрување на имунитетот, не секогаш може да даде и ќе даде позитивен резултат, некогаш можеби за некој организам не се соодветни во однос на некои други заболувања и така натаму. Така што добро е тие луѓе што се свесни за тоа да прашаат, нели, дали можат, на кој начин можат да го подобрат, и одредени аспекти на имуниот систем можат да се подобрат, но на имуниот систем, како што реков, треба да се работи цел живот и тој треба правилно да се развива. Да. Едукацијата ја споменуваме постојано. Вие рековте, можеби од една страна за некои луѓе представува голем стрес и паника дури да ги напуштат своите домови. Тука сакам да ги прокоментираме моментите каде што, да речеме, некои луѓе одбиваат да ги следат основните препораки. И се, да речеме, упорни во моментот, јас не носам маска. Или ја не морам да ја држам препорачаната дистанца и така натаму, а по некој пат не знаеме дали тој спроти нас, еве, можеби има кардиоваскуларни проблеми или било каков друг тип на проблеми. Значи, сакам малку да го прокоментираме моментот каде што треба да ни се подигне свеста дека не одговараме во ситуацијава единствено за нашиот личен избор и нашето лично здравје, тука си останатите кои што не обкружуваат, така. Па мислам дека во медиумите од тој аспект едукација има доволно. Сметам дека добро се укажува на опасноста од постоењето на вирусот. Вирусот е тука, постои и треба да научиме да се штитиме, да не заболеме. Начинот на кој треба да се заштитиме е на повеќе нивоа, во зависност од изложеноста и од ризикот кој што го има пациентот. Значи имаме ниво 1, ниво 2, ниво 3 генерално на заштита. Основната заштита е носењето на маска и одржување на социјална дистанца. Сметам дека веќе нема медиум секој 10 минути да не го кажува тоа. Зошто некои не слушаат? Па веројатно зашто не знаат. Веројатно само ниска социјална свест може така да реагира и мислам дека со тие луѓе треба повеќе да се работи.
Веројатно младите луѓе помалку слушаат затоа што од почеток разбраа дека младиот човек помалку заболува, дека повеќе умираат постарите луѓе. Причината за поголема смртност кај постарите луѓе е подлежачка кардиоваскуларна болест пред се, која што е помалку присутна кај младата популација, и тие се опуштија. Но тие треба да сватат дека одејќи дома кај својата мајка и татко или баба и дедо ја носат инфекцијата и дека тие ќе се заболат. Пак е прашање на едукација. Мислам дека тоа е основно за да сватиме дека живееме во поинакви времиња и дека мораме да ги прифатиме овие нови времиња и мораме да се адаптираме на начинот на нашето однесување кон надворешниот свет. Апсолутно сум против тоа дека треба дома да се остане постојано. Значи, тоа е многу важно, за да бидејќи инфекцијата е надвор. Но често пати еве и новиве студии покажаат дека можеби инфекцијата е сепак дома, затоа што ја носат нашите млади деца кои што цела ноќ излегле по парковите и се во контакт, а дома не носиме маска. Маската ја носиме надвор. Дома никој не носи маска со својот син кој што излегол ноќта и се вратил во утринските часови. Значи сега баш напротив во новите студии се укажува дека инфекцијата е често и дома. Значи секаде е инфекцијата. Тоа значи дека треба да се штитиме од инфекцијата секаде, но тоа не значи дека треба да престанеме да живееме. Треба да носиме маска надвор, треба да ги миеме раците постојано при допир со секоја нова, да речеме, структура, нели, било која, треба да ги миеме 20 секунди рацете, најдобро со сапун или со алкохолно средство. Типот на маската која што ќе ја носиме исто така има значение, значи постојат повеќе видови на маски, од обична маска до N95, од PP2, PP3 и така натаму маски, кои што имаат пори за со одредена големина од 0,023 мм до, не знам, 0,3. Така да, за кардиоваскуларните пациенти сепак би препорачала јас N95 маска, бидејќи тие се во поголема опасност од развој на болест при контакт со заболен пациент. Младите луѓе нека носат била каква маска, само да ја носат. Да бидат одговорни само да ја носат. Сепак јас сметам дека има известна заштита. Се движиме нели низ градот, гледаме околу нас луѓе со маски. Да, не е дека до некоја голема крајност не почитувам. Јас со она што сум веќе и дури позитивно расположена е што гледам во секоја институција сред дезинфициенс, значи од маркет до банка, пошта, секаде. Ми се случи пред една недела да влезам во банка и да сум ја заборавила маската во кола. Значи одма вратарот ми даде маска. Тоа е веќе едно повисоко ниво на однесување кон секого во овие услови. Така да јас лично не сметам дека ситуацијата е катастрофална и покрај тоа што имаме многу заболени. Мислам дека имаше неколку инциденти кои што предизвика кај нас, конкретно во Македонија, да оваа пандемија и биде во едно плато подолго време отколку што предпоставувавме, но веројатно ќе успееме да се справиме. Да се справиме и да се избориме. Во секој случај благодарам, да ова е убаво да се слушне, се надевам дека мора малку и позитивно да ги гледаме работите, бидејќи ако само шириме депресија околу нас и негативен аспект на се околу нас, работите и така ќе се одвиваат. Ќе зборуваме во наредните минути малку повеќе околу самите симптоми, третманот доколку се појави проблемот, а се разбира и малку по-конкретни препораки за исхраната кај лицата кои имаат кардиоваскуларни проблеми. Тука е време за една кратка пауза. Ќе ги погледнеме рекламите, а потоа ве чекаме нели одново да бидете со нас за да го проследите и вториот дел од нашиот денешен разговор. Се враќаме назад во студиото, се со цел да го продолжиме денешниот разговор, а посветен на лицата кои што имаат кардиоваскуларни проблеми и заболувања, а се разбира се наоѓаат во иста ситуација каква што сме впрочем и сите, живееме во услови на пандемија на кои што мораме да се прилагодиме и да дадеме се од себе за да го заштитиме нашето здравје, за да се едуцираме и да можеме нели успешно да функционираме. Ќе го продолжиме разговорот од моментот на исхрана, односно малку
конкретни совети што се однесуваат до лицата кои што имаат кардиоваскуларни заболувања. Претпоставувам за нив и онака си има некој посебен тип на препораки, но повторно доаѓаме до тоа дали сега се менуваат во овие услови или Па тие треба да си останат доколку си ја практикуваат исхраната која што им е препорачена од страна на доктор или нутриционист. Со неа би требало да внесат многу микронутриенти кои што се добри и за кардиоваскуларниот систем, а се добри, да кажеме, во добар дел и се однесуваат и на имунитетот. Тоа е исхрана во која што навистина треба да биде редовен, голем внесот на зеленчук, секојдневен, обилен би кажал внес на зеленчук, редовен внес на овошје, но умерен внес и секогаш да се бира овошје со понизок гликемиски индекс. Секое овошје што е сезонски достапно, свежо е, може да се користи, меѓутоа сепак да се кога се има можност да се бира овошје со понизок гликемиски индекс, а тоа е токму сега во летото, еве она зрнесто шумско овошје што го велиме, малинки, капинки, боровинки и така натаму, кои што се извонредно богати со антиоксиданти, посебно од групата на антоцианини, кои што се многу добри за заштита на крвните садови и на васкуларниот ендотел. Тоа е она прва внатрешна обивка од оштетувања, бидејќи оштетувањата токму во васкуларниот ендотел се практично една основа за понатаму развој на цела таа палета на кардиоваскуларни заболувања, што се најчести како заболувања на крвните садови. И исхраната да биде исхрана на растителна основа, значи внесот на храната што има поголема нутритивна вредност од аспект на калориска вредност, дали се тоа житарките, мешунките, граф, леќа, грашак, јајцата, месото и така натаму, секако се составен дел на здравата исхрана, но важно е да бидат тоа намирници набавени од квалитетни извори, значи месото како извор на нутриенти е во ред да се користи во исхраната и кај кардиоваскуларните болести 2 до 3 пати во неделата. Меѓутоа многу голема улога е какво е тоа месо, од каде е набавено, односно од какви животни, на кој начин одгледано. Едно е да се користи месо подготвено на соодветен начин во кој што при подготовката нема да се создадат дополнителни токсични елементи, со какви масла е подготвувано, месо кое што, да кажеме, повеќе можеби говец, копилешко, мисирки, но најважно е од какви, односно да биде од квалитетни извори, што би се кажало одгледани на природен начин, домашно одгледани, органски, уште подобро доколку постои можност. Секогаш задолжително со многу растителна храна од аспект на зеленчук, и сега кога ќе се каже зеленчук, не влегува тука компирот. Иако формално и компирот е зеленчук, меѓутоа тоа е скробен продукт. Значи зеленчук треба да се внесува во поширок спектар. Кај нас сметам дека голема грешка е, можеби повторно тука едукацијата треба да се зголеми. Сме ограничени на внес на само неколку видови на зеленчук, дали кога ги правиме салатите, дали во подготовка на јадењата, а зеленчукот особено малку се внесува зелениот лиснас зеленчук, што е најважен за лицата со кардиоваскуларни. Спанач, блитва, зеленчук кој што е достапен практично во текот на целата година, кој што е многу богат со минерали и со антиоксиданти. Посебно е важно можеби минералите магнезиум, калиум како основни електролити што се многу важни и за релаксација на крвните садови и во подобра работа на срцевиот мускул и така натаму, а кај нас недоволно ги внесуваме. Втората група на зеленчуци се, што исто така недоволно ги внесуваме во групата на зелкасти, каде што влегуваат брокувата, карфиолот, ротквиците, прокелјот и така натаму, кои што благодарение на сулфурните соединенија што ги содржат специјални сулфурни аминокиселини, сулфорофан и други антиоксиданти специфични само за нив, се многу добри во детоксикацијата на организмот, која што повторно е важна од аспект на генерално чистење, детоксикација на организмот и ефикасно метаболизирање на отпадните материи, кои што доколку црниот дроб не ги метаболизира, остануваат во циркулацијата и во крвните садови и се повторно нешто што може да ги оштети. И секако сите оние како трета група, да кажам вака генерално, зеленчуци обоени во многу силни бои, како морковите, цвеклото, доматите, кои што се многу богати со различни антиоксиданти, бидејќи токму тие пигменти се полифенолни соединенија кои што имаат антиоксидативно дејство.
И во таа насока навистина сметам дека недоволно се употребува зеленчукот, особено во вака широк спектар, кај лицата кои што имаат кардиоваскуларни треба повеќе, дека во текот на неделата неколку оброка како главен оброк треба да бидат навистина на растителна база, без потреба од воопшто макронутриенти, значи и само од зелен лист на зеленчук може оброк, не мора да имаме комбинација со месо или јајца. Иако велам и производите од животинско потекло, без разлика што содржат и заситени масти, влегуваат во здравата исхрана, може да ги користат и од страна на лицата со кардиоваскуларни болести. И јајцата не се виновни за покачување на холестеролот, бидејќи сега веќе години наназад сите официјални институции јасно кажаа дека тоа влијание е многу мало, односно јајцата содржат толку многу нутриенти што се добри за внесот, и дека сепак причините треба да ги бараме во тие воспаленија кои што повеќе се предизвикани од страна на онаа процесирана, преработена, брза, висококалорична храна, процесирани масла, брашната, рафинирани, односно преголем внес на шекери во организмот како такви. Недоволно се користат семињата кои што треба да ги користат, затоа што се многу богати со антиоксиданти, исто така со минерали, со витамини. Богати се например и со цинк семињата, кој што е многу важен за имунитетот и има изразена имуномодулаторна и не само антимикробна, туку и антивирална. И конкретно сега има студии кои што покажуваат дека цинкот навистина има многу голема улога во третманот на COVID-19 и некако повеќе внесот на мешунките и внесот на семињата особено, чија семе од леен и други семиња што ни се достапни на пазарот, кои што се достапни и може да ги купат навистина практично сите граѓани во однос и ценовно се доста достапни, треба да завземат поголемо место наспроти житарките, особено ако земеме во предвид дека житарките ги користиме во рафинирана форма во вид на брашна, а не како цели зрна. Голема друга предност кај семињата е тоа што содржат и омега-3 масни киселини, алфа-линоленската киселина, што е важна генерално омега-3 масните киселини, и што повеќе риба или протеини од риба или морски плодови, можеби морските плодови не ни се толку достапни, меѓутоа рибата како одличен извор на омега-3 треба да биде задолжителна за лицето со кардиоваскуларни болести. Дури лично сметам дека и внесот на омега-3 масните киселини како додаток кај нив е добре дојден долгорочно, затоа што омега-3, особено еикосапантенската и декосахексанска ЕПА и ДХА масни киселини, благодарение на нивното антиинфламаторно дејство, е добро да помогнат во како комплементарно, значи на терапијата, да помогнат во одржување на една подобра функција на крвните садови. И тоа би биле тие некои поконкретни препораки, како што кажав, недоволно зеленчук, недоволно зачин и зачински билки исто така користиме. Еве сега имаме многу свежи босилек, магданос, наме и така натаму. Сите тие се извонредно богати со антиоксиданти кои што можат да помогнат, кои што се добри за лицата со кардиоваскуларни болести, наспроти оние традиционални јадења кои што ги подготвуваме, кои што иземат многу време и вклучуваат подготовки и начин со оние запршки, прекомерна употреба на масло и така натаму. Доколку можеби не сме во можност да користиме ладноцедено маслиново масло како одличен извор на омега-9 олинската киселина, што е добро за крвните садови, барем други ладноцедени масла кои што и ценовно се подостапни. Да, тоа што го споменавте со традицијата е голямо и интересно прашање, но и голямо по некој пат возрастните знаат и дури да ни се налутат ако ние како млади бараме многу измени или не сакаме да си ја знаеме нели традиционалната кујна, но сепак велиме здравјето е пред се, не значи дека треба сосема таа да исчезне или никој пат да не се најде на трапезата, но има место за се. Сакам да позборуваме малку околу симптомите. Дали во оваа ситуација, односно кај луѓето кои што веќе имаат кардиоваскуларни проблеми, тие знаат да бидат и поинакви, да бидат и поинтензивни во споредба со оние основни што сите ги знаеме, дека ако се појават, треба да го вклучиме алармот и да се обратиме кај лекар. Па колегата веќе го зачна, ја зачна оваа дискусија околу заштитеноста на ендотелот. Тоа е внатрешната обвивка од крвниот сад, која што е основна и најважна за здравието кардиоваскуларно и за заштитата од ковид инфекцијата.
Значи основно е дека вирусот го напаѓа ендотелот на крвниот сад, он прави пневмонија и прави акутен респираторен детрес синдром од кој може да се има лош исход, но кај кардиоваскуларниот пациент предизвикува оштетување на ендотелот. Ова оштетување на ендотелот предизвикува ослободување на голем број на медиатори, меѓу кои се и цитокините, предизвикува појава на така наречена цитокинска бура, која цитокинска бура понатаму е одговорна за развој на хипертромботична состојба, од која понатаму може да се има лош исход. Кардиоваскуларниот пациент, ако заболи од пневмонија, од ковид пневмонија, веројатно ќе ги за почетокот ќе ги има истите симптоми како и симптомите при ковид инфекцијата, тоа е недостиг на аздив, кашлање и една тешко дишење и една слабост општа. Но често пати инфекцијата може да започне поинаку. Не мора да започне директно со пневмонија, туку ќе започне со оштетување на ендотелот, со појава на хиперкоагулабилна состојба и со појава на една кардиоваскуларна манифестација на корона инфекцијата, а тоа значи да започне со градна болка, да започне со мозочен удар, да започне со нагло оладување на ногата, заради појава на артериска тромбоза или пак црвенило, болка и оток на ногата заради појава на венска тромбоза, изразито тешко дишење со помодрување на лицето доколку започне со некој тип на венски тромбоемболизам, кога исходот е навистина сериозен и кога е потребно хитна хоспитализација на пациентот, лекување не само на инфектот како вирус, туку лекување и на кардиоваскуларните компликации кои што ќе значат спасување на живот во тој случај. Јас може би кажала и 2-3 збора за тоа дека еве сме сведоци дека здрави луѓе заболуваат од ковид инфекција, млади луѓе заболуваат од ковид инфекција, дека веќе се заврши фамата околу тоа дека само старците отидоа по светов, па и добро е можеби. Го слушаме тоа секој ден по медиумите, што не е точно, нели? Значи болеста ги зафаќа сите категории, на возрастни категории, заради тоа што може да има различна манифестација и различен тип на почеток. Основно е пневмонија и акутен респираторен детрес синдром, но може да биде воспаление на срцето, миокардитис, кој што е многу честа onset почеток на ковид инфекцијата и таа може да ги и миокардитисот може да ги зафати сите возрастни групи, може да ги зафати здравите луѓе и се работи за директна инфекција на срцевиот мускул. Директна инфекција на срцевиот мускул. Кардиолозите се добро обучени да многу брзо и лесно го препознаат миокардитисот и да многу брзо и лесно реагираат по однос на лекувањето на пациентите. Постојат голем број техники за брзо диагностицирање на и овој тип на тешки болести и секој тип на тешки болести. Јас се извинувам, ова треба. Добро, ќе ви дадеме неколку секунди за тоа. Ќе се надоврзаме, се разбери понатаму, затоа што докторката кажа една многу важна работа дека по некој пат и самата превенција е поврзана со третманот. Исхраната во сите овие делови секој пат е тука. Сакам да прашам и нешто што одново можеби не ги засега само лицата со кардиоваскуларни болести. Сите ние или дел од нас, да речеме, додека бевме во карантин или во поголема мера бевме да речеме затворени, знаевме и заради некој поголем стрес, по некој пат мора да бидеме искрени и досада, по некој пат не наоѓање на начин креативно да си го исполниме нашето време, да се организираме и така натаму, да првата занимација е да речем ја најдеме во нашата кујна. Па според тоа готвиме секакви типови на јадења, експериментираме и така натаму. Има ли некои препораки како во таа ситуација посоодветно да се справиме со нашата желба, баш на ваков начин, преку исхраната, да си го пополниме времето. По некој пат баш врз емоционална основа или на основа на стрес, ние ќе посегнеме по било каков тип на храна. Прво треба да разбереме дека емотивното јадење или често кога луѓето велат ете кога сум нервозен, кога сум под стрес, дека имам потреба од храна, најчесто тоа е храна која што ни дава добро чувство, најчесто тоа е сладка храна, многу богата со шеќери или пецива и така натаму.
всушност физиолошка реакција на организмот. Не се работи за слаб карактер и така веќе денес науката покажува дека кога имаме дисбаланс во метаболизмот на серотонин, кога имаме ниски нивоа на серотонин, дека како реакција се јавува физиолошки потреба за внес на всушност нутриенти кои што ќе овозможат создавање на серотонин, хормонот на среќа, да кажеме тоа е невротрансмитер, меѓутоа познат кај народот како хормон на среќа, на добро убаво расположение, како една одбрана нели на организмот во однос на стресната состојба. Посегнуваме по таква блага храна и точно е науката потврдува дека во организмот најлесно таа храна, односно триптофанот како аминокиселина која што е основна прекурсор за организмот да може да го создаде серотонинот, го добиваме од сватката храна. Тоа е всушност аминокиселина, протеинска компонента, но врзан со јаглехидратите и со гликозата, најлесно ја поминува крвно-мозочната бариера и организмот најдобро го искористува, да кажеме, од сватката храна. И токму желбата за внес на таква храна и доброто чувство, на кратко време по внесот на таа храна е физиолошки, всушност се објаснува. Меѓутоа, еве, доколку знаеме дека тоа е состојбата, треба да сме свесни и сега тука веќе со волјата да знаеме дека нели на друг начин да го надоместиме тоа, односно првенствено да примениме одредени активности кои што ќе ни го намалат стресот и мислењето на храна, како што докторката кажа, во домот, во градината или чисто физичка активност, рекреација и така. Па дури и кога бевме дома, можност имаше за таква активност. И од друга страна, и кога имаме потреба од нешто благо, барем денес повторно докторката убаво кажа, преку интернетот навистина ни се достапни сите тие информации, тука исто така ете и медиумите можат да одиграат улога, можеме ние да ги задоволиме потребите наши од вкусна и од здрава храна, а сепак таа да биде многу, мислам, од вкусна и сладка храна, се извинувам, а сепак да биде таа многу здрава. Можеме да правиме и различни видови на десерти, ете, што сакаат луѓето така убаво да се почувствуваат, кои што ќе се одржат во интегрална форма на база на семиња, на база какаото е одличен антиоксидант, самото по себе, значи може да се подготват одредени јадења или ужинки или храна која што и ќе го исполниме времето, меѓутоа ќе биде и здрава за нас, затоа што од друга страна и храната богата со шекери, и дури млечните продукти и житарките сега се потврдени дека во науката тие се викаат лактоморфини и глутеоморфини како молекули кои што директно се врзуваат за одредени рецептори во мозокот, се ослободуваат ендорфини и ние се чувствуваме убаво после таква храна. И токму тоа беше одговорот што многу луѓе дома такви јадења, меѓутоа од аспект на пити, сладка храна, богата многу со шекери, со брашна, односно производи од житарки, кој што помагаше да се носиме со стресот, да кажеме условно, ако можам така да кажам, кој што за жал, да, краткотрајно помага, но во принцип кај кардиоваскуларните тој тип на храна и сега не е проблем дали една недела или ние некогаш ќе се внесе, ништо не е проблем од еднаш. Меѓутоа, еве сега видовме дека нели пандемијата и ова состојба трае со месеци и ќе трае веројатно. И сепак таа една нели наметната стресна состојба со која што треба ние секој да биде свесен да најде начин да се избори и не можеме ние со месеци да речеме ајде она што можеби беше оправдание за неколку дена, ете, да се проба што и да е тоа. Од неколку дена ништо нема да се случат на крвните садови. Меѓутоа, кога тоа е постојано, може да даде, односно да допринесе уште повеќе, особено лицата кои што веќе имаат кардиоваскуларно заболување. Така што дури кај некои лица, јас и со клиенти со кои што работам, постои триптофанот како додаток на исхраната, кој што соодветно, например, со соодветна примена дава многу добри резултати и практично се надминува потребата од антидепресиви кај лица кои што навистина посериозна манифестација на тој стрес или таа депресија, анксиозност и така има, а секако најдобар начин е тоа да се направи преку храната. Храната, многу важен сегмент, рековме, особено кога го зборувам и за лицата со кардиоваскуларни болести, да бидејќи, нели, да го организираме времето кое што ни приостана за разговор. Сакам да позборуваме малку и за превенцијата, за која што вие велите дека е во оваа ситуација поврзана и со самиот третман, така вие сте стручна за да ни кажете како тоа изгледа. Испомнавме повозрастните, дел од нив се во комуникација со помладите кои можат да бидат преносители. Во оваа категорија многу често имаме
имаме комбинација, да речеме, од баби и дедовци, нивните внучиња, голем дел од нив, да речеме, и не контактираат овој период со најмалите, заради тоа што и тие се насекаде на игралиштата, на различни локации, можат едноставно да ги загрозат. Тоа предпоставувам спаѓа во. Тоа е правилен пристап сега, додека не дознаеме повеќе, нели? Да. Сепак мојата дискусија ќе се однесува на така поконкретни, сериозни работи за кардиоваскуларните пациенти, а тоа е лекувањето. Многу е важно да пациентите продолжат со својот третман. Многу е важно пациентите да доаѓаат на одреден временски период на својата контрола за да го консултираат својот доктор за терапијата во овие услови. Тоа се однесува пред се на пациентите кои што веќе заради основната болест имаат хиперкоагулабилна состојба и кои што се подложни на инфекцијата со COVID-19, која што од друга страна додатно ќе направи хиперкоагулабилност и ќе предизвика лош исход кај овие пациенти. Многу е важно да докторот процени точно, индивидуално за секој пациент, дали кај тој пациент антикоагулантната терапија, која што може би ја прима, може би не ја прима, заради одредена кардиоваскуларна состојба, треба да продолжи во превентивни дози или во терапеутски дози. Она што стручните списанија веќе препорачуваат е дека кај пациенти кои што се со висок ризик и кои што примаат превентивни дози на антикоагулантна терапија, во овие услови на пандемија можеби треба да преминат кон терапеутски дози. Тоа е секако работа на докторот директно со одреден пациент, но оттаму и апелирам дека пациентот сепак треба да го консултира својот доктор, да му помогне во најсоодветен третман во овие услови на состојба, здравствена состојба, не само по однос на лекувањето, малку едукација по однос на заштитата и едукација по однос на нов начин на живење кој што мораме да го прифатиме. Да, се разбира и она што следува, вие допревте мал дел од тоа, е третманот и начинот на кој што лекарите ги примаат пациентите во ситуации каде што настануваат компликации. Реков, не е целта да ги исплашиме нашите гледачи, меѓутоа тоа се евентуално нели постоечки ситуации во нашата реалност. Има ли некои нешта кои што се важни во таа смисла да ги знаат нашите гледачи, ако дојде до момент дека треба дефинитивно да подлежат на клиничко третирање? Кардиоваскуларниот болен треба да си ги препознае симптомите. Се апелирам по сите медиуми кои се основните симптоми на кашлица, тешко дишење, слабост. Но пациентот секој индивидуално си ги знае симптомите на својата болест. Доколку настапи било каков облик на влошување или на појава на нов симптом, тој треба веднаш да се јави кај докторот. Докторот, за жал, е на првиот ранг од ризична категорија да заболи од пациентот. Значи, не само пациентот има страв да дојде на доктор, но и докторот има страв да му дојдат болни пациенти, а работим во институција кардиоваскуларна, каде што да речеме не сме во директен контакт со ковид пациенти, но доаѓаат, секакви пациенти доаѓаат. Нашите пациенти полесно заболуваат од ковид инфекција, така да и ние докторите се трудиме максимално да бидеме заштитени од пациентите да дојдат заштитени кај нас, за да можеме да имаме една интерреакција која што е соодветна, која што е здрава, да сите од своја страна не ја влошуваме меѓу нас, нели, состојбата, а да секој има бенефит. Докторот да си го прегледа пациентот, да му даде совет соодветен, а пациентот да има бенефит од тоа. Значи, пак ќе дојдам на истото дека мораме да научиме нов начин на живење, нов начин на комуникација, која што ќе биде целисходна за сите. Сите треба да работиме, не можеме да останеме да не работиме, од работата живееме, но и сите треба да се заштитиме, да не заболиме, да не се разболеме. Се разбира, тоа важи буквално на секаде за сите луѓе, за сите работни позиции и така натаму, нема исклучоци за овие правила. Нели минутите кои што ни преостанаа, сакам да ги искористиме и за едно нешто што се нарекува препознавање на сите оние состојки, типови на храна кои што вие им ги препорачувате пред се на
директно пациентите кои ви се обраќаат или личностите, а понатаму еве и на овој начин на пошироката јавност. Голема е темата за тоа какви производи имаме на пазарот и јас ја зимам врската, нели, да ја поставиме во нека следна прилика, но овој пат можеме накратко. Пак ќе речам, вие сте тука за да посочите што е добро, што е здраво, што е правилно да вметнеме во нашата исхрана. Нашиот следен предизвик е како ќе постапиме кога ќе отидеме на пазар или во продавниците. Има ли нешто што е основно треба да го знаеме за да не погрешиме кога ги бираме продуктите што ќе се најдат во нашиот фрижидер? Па, секако, сега, да купуваме храна од проверени извори, особено сега во текот на летните месеци со високите температури, храната пред се храната од животинско потекло, иако генерално храната е многу поподложна на расипување и уште повеќе сега во целата ситуација, па посебно да кажеме и кај лицата кардиоваскуларни, најмалку се потребни дополнителни цревни инфекции кои што знаат да бидат чести во текот на летниот период. Значи, проверени извори на храна или места каде што добуваме храна, каде што можеме барем здравствено и безбедносно исправна храна да внесеме. И зелените пазари и супермаркетите сега генерално се придржуваат кон сите оние мерки во однос на нели да може да се одбере и да се земе храна. Многу повеќе да ги бираме зеленчукот и овошето како намирници, посебно за лицата со кардиоваскуларни болести. Сето она што е свежо, колку што можеме да кажеме, да речеме свежо, е многу побогато со оние микронутриенти, што не е оштетено вака физички на изглед, и во поглед на самата подготовка, да бидеме внимателни, да кажеме, ете, кога се користи и храна од, можеби, месо кога подготвуваме, секогаш тоа може да го маринираме со многу повеќе свежи или суви зачини и зачински билки, па на тој начин да овозможиме не само полесна дигестија, туку и да се намали создавањето на евентуални токсични елементи што во текот на подготовката може да се јават, и секако задолжително да се комбинира со многу зеленчук. Во поглед на додатоците, сепак да се прават консултации со докторите или со нутриционистите. Јас еве утрово слушнав препорака една: седете дома како заштита. Не, напротив, треба да го искористиме сонцето, заради тоа што витаминот Д ни е многу важен за имунитетот и севкупно функциите на витаминот Д се многу пошироки отколку само имуна регулација. Дополнително што докторката на почетокот кажа, тоа е важно за регулирање на стресот и одржување на циркулацијата и така натаму физичката активност. Тоа не значи во еден час од попладне баш да се изложуваме на сонце, меѓутоа треба доволно да се изложуваме на сонце заради витаминот Д. Да внесуваме многу овошје и зеленчук, и најдобро е ние да внесеме на природен начин, а доколку земаме суплементи, додатоци на исхраната, по препорака препорачани, сепак тие да бидат во што поприродна форма, затоа што и ние, да кажеме, антиоксидантите можеме да ги добиеме како фитоелементи, како полифенолни соединенија, како чисти екстракти, да речеме билни или екстракти од плодови, кои што значат концентрирано присуство на антоцианини или некои други полифеноли, кои што се добре дојдени за нашето здравје како поддршка, затоа што денес, тоа е сега друга тема, колку и навистина храната е нутритивно богата или вистина ги содржи сите оние нутриенти кои што ние ги знаеме или ги очекуваме. Кај кардиоваскуларните, а воедно и за имунитетот, еден заеднички именител, еве најновите студии што излегуваат како научни трудови, покажуваат дека витаминот С и сулфорафанот во зелкастите плодови што ги има, навистина помага при спречување всушност на оној акутен дистрес синдром на белите дробови и таа цитокинска бура, која што на крајот доведува до физичко оштетување на ткивото, сега да не навлегуваме детално, на ткивото на белите дробови, како на ист начин како што оксидативниот стрес, односно слободните радикали ги оштетуваат клетките и ткивата, на ист начин како што се оштетуваат и клетките од васкуларниот ендотел. И токму доаѓаме сега пред некој ден читав и за полифенолите што ги има антиоксидантите во овошето и така, дека редовниот внес, односно збогатениот внес, најдобро преку храната, но евентуално и како додаток, али во таква чиста екстрахирана форма, без вештачки додатоци, вештачки бои, ароми и така натаму, може да помогне и всушност се покажано дека помага кај лицата кардиоваскуларно практично и превентивно, затоа што за нив тие се потребни за одржување на примерната состојба како кардиоваскуларна болест што имат, а дополнително сега доколку се под ризик или заболат.
и да бидеме умерени во се, затоа што не е проблем она што го кажавме, дека во дадените услови човек ќе посегне и ќе посака некоја храна која што можеби не влегува во описот на она што значи здрава исхрана. Меѓутоа да бидеме свесни дека таа не може да биде секојдневие и не може секојдневниот да влезе во секојдневната исхрана. Исто како и за другите активности, значи навиките на живот како такви, редовните контроли што кажа докторката, редовната физичка активност, треба да се најде начин како да се продолжи. Можеби не на истата форма, можеби сега електронски начин со телемедицина, можеби нели доколку немаме достапност на сите намирници, можеби и како суплемент, меѓутоа треба да постои свесноста и да се работи на едукацијата, бидејќи оваа состојба трае и ќе трае, значи како во односи на терапијата, во односи на лекувањата, во односи на превентивно за одржување на здравјето преку исхраната, луѓето да имаат што повеќе сознанија како да го одржуваат доброто здравје. Да, ви благодарам за убавите совети. Финален збор ќе дадам на докторката. Се разбира, не сакам да го презентирам ова како најубавото или најрозевото нешто ако човек се најде во несакана ситуација со здравјето. Дадовте и вие, се разбира, многу убави совети. Еве финално што е оно што можеме за крај да им го кажеме на гледачите со цел да не се во паника, но и понатаму да внимаваат. Јас само ќе се надоврзам малку и на колегата. Магнезиумот е важен во исхраната, да биде присутен во поголеми количини, и калиумот исто така. Во црнозелениот лист. Пред се кај кардиоваскуларните пациенти, кои што, бидејќи оваа болест често пати може да се манифестира и со пореметување на ритмот на срцето, со аритми, и еден вид на заштита може да се изврши и со суплементи. Јас како крај би кажала дека сепак многу е важно да се почитуваат препораките на заштита, на социјална дистанца, на контрола на собствените симптоми и на комуникацијата со докторот. Дали таа комуникација ќе се одвива директно со доаѓање во болница, веќе и ние се научивме како да се однесуваме, и за нас представуваше шок во почетокот како треба нели да бидеме ние заштитени, но веќе се рутина, влегува во рутина, и мислам дека можеме да му помогнеме на секој кардиоваскуларен болен како да се заштити од ковид инфекцијата и доколку таа истата ја има, како да се лекува. Јас ќе ви се заблагодарам заради тоа што сметам дека на многу убав, едноставен и разбирлив начин вашите совети и знаења денес ги споделивте со гледачите. Ви благодарам за присуството и за прифатената покана до некоја следна прилика, нели? Ви благодарам многу. Се разбира, им благодарам и на нашите гледачи. Во денешното издание зборувавме за малку повеќе во каква ситуација се наоѓаат оние кои имаат кардиоваскуларни проблеми, а сите сме во ситуација каде мораме да се носиме со пандемијата и сето тоа што како нови правила за живот истата ни ги донесе. Ви благодарам уште еднаш за вашето внимание. До нашето следно видување. Довидување.